Двајцата слепци на Стамбол на мостот, чита Александар Станојков. Во Стамбол на еден мост седеле двајца слепци. Еднио на еднио крај од мосто, а другио на другио да си просат. Едниот се викал Ја Мавмудум, демек се молел на султан Мавмуда, а другиот се викал Ја Барбудум, Ја Аллах, се молел Богу да му поможи и да му наврти муштери во питањето. Молејќи се така тие слепци, се чуле до султан Мавмуда и откако чул сам султан Мавмуд молбите од тие двајца слепци, наполнил еден печен мисир со алтани и му го пратил на слепиот што му се молеше нему. На овој полн и печен мисир, му рекол царскиот чоадар, здраво и живо царо да го јадиш и да си седиш од сеа дома раат, да си живееш и да се молиш Бога за долгиот живот од царот. Му благодарил слепиот од која го зел мисирот. Постоја дури му било времето и станал да си оид, поминал пред другиот слепи му рекол Ја Барбудум, јас со викањето Ја Мавмудум спечелив денеска еден наполнет мисир бакшиш. Бери ќатврсен велам, ама тоа е лошо што ич не ми се јади. Оти од се имам дома што ми даваат комшиите. Густи, кокошки, баклави, пилјави, ти дури ми се згнасило. Да, како гледам ќе го продавам мисиров и да земам 3-4 бешлоци. Блазе си ти побратиме, му рекол другиот слепец. Што си имаш таквие комши, што ти давале од сите убајни. А пак, што клети комши имам јас, бурно отвоно со те ми го дават, а не густи и кокошки. Да изгорен сум да каснам нешто печено. Ај, стори вечера како сакаш со мисирот, на ти 3 бешлоци, дај ми го мене да речам Бог да прости, чун ти сме јаснав. Дај парите бре, му рекол, и јади го со здрави. Си го зел Ја Барбудум мисирот в торба и си отишол дома. Му го ставил вечерта на жената си и на децата да го јадат и едно беа го распарале, кога што да видат, полн со алтани. Трај домаќине од Бога на валица, полн мисирот со алтани. Бри, аман, ете вистина жено, што сум се молил толкова години на Бога, еве сега ми правит. Госпо заба, ама не забора. Од тој саат, Ја Барбудум веќе не беше отишол на мостот да питат, чунки си добил многу пари без мака. Утрото, Ја Мавмудум беше отишол на мостот и беше седнал пак да си просити да си велит Ја Мавмудум. Му кажале да царот, оти питачот пак така си викал. Пратил, та го виктал пред себе. Абре, ќорче, му рекол, оти пак викаш по мене, али малку ти дадов еден мисир полн со алтани? Честити царе, јас не знаев оти во мисирот имаше алтани, му рекол слепиот. Ти ќе му го продадов на слепиот што седеше на другата страна на мостот за 3 бешлоци. Ај, ој си сега и од сега да не те чувам да ми се молиш мене, оти в море ќе те врлам. Ами да се молиш и ти како што се молеше Ја Барбудум на Господа, оти тој што го препра, тоа што го правам јас. Друга има една спроти оваа приказна. За двајца питачи што седеле на Стамбол на еден мост и си питале. Едниот викал во името Божје, за Господа сакал, а пак другиот сакал во името на царот да му дај. Врвејќи царот на мостот го чул тој што сакал од царот и му наполнил еден мисир со алтан и печен и му го дал измеќаро на царот. Заповеде бре слепче, му рекол измеќаро царот, овој печен мисир ти го праќа царот за да си го јаиш со децата. Едни кажуваат со погача и да чиниш дуа на царот. Го зел мисирот слепио и му се повали на другиот слеп, оти од царот сакал и му дал, а пак тоа од Господ што сакал не му прати Господ. Море, али ми го продаваш бе братко тој мисир? Ти го продавам бре. И на тоа згора се уидиселе на пазаро и му го дал мисарот, а кога си го однесол дома и го растинал да го јади, се истуриле сите алтани. Измеќаро видел кога му го продал и му кажал на царот. Царот кандисал оти, кој сака од Бога, Бог му дава.